Бојан Јовановски алијас Боки 13 измамил и искористил бизнисмени со цел да се збогати. Скопскиот кривичен суд по втор пат го суди во случајот Меѓународен сојуз. Боки 13 не присуствуваше на изрекувањето пресуда, а според судот тој е виновен за измама и перење пари и доби казна затвор од 5 години, за разлика од првиот пат кога доби 9 години затворска казна. Јасна Арцеговиќ за перење пари доби затворска казна од 2 години. Христина Блажевска ќе оди во затвор 1 година за перење пари, доколку во следните 3 години стори ново кривично дело. Условна казна доби и таткото на Боки 13, Миле Јовановски, затвор од година и пол за перење пари, со ист услов од 3 години. Меѓународен сојуз како правно лице доби казна од 1 милион денари. Јовановски од 2017 до 2018 година ги искористил бизнисмените Силијан Мицевски и Ардијан Амзовски и лажно им ветувал дека ќе обезбеди земјиште за изградба на пензионерски домови и ќе добијат субвенции од државата. Бранителот на Јовановски вели дека и оваа пресуда ќе ја обжалат, бидејќи првостепениот суд не ги испочитувал сите забелешки кои ги имала апелација. Според одбраната, договорите биле склучувани со одложен услов и сите потписници знаеле дека ќе се исполнат кога ќе бидат добиени и градежните дозволи за градба. И самиот суд во текот на постапката утврди дека на склучувањето на договорите претходеле бројни состаноци, средби, не само помеѓу Бојан Јовановски и сега оштетените, туку и други лица, функционери од владата, така да тука се елиминира било каква можност од измамно. Во новата пресуда сите казни се намалени во споредба со првостепената од 2022 година. Тогаш беа изречени вкупно 14 години затвор за обвинетите. Во април 2024 година првичната пресуда беше укината од Скопска апелација, која уважи дел од жалбите на обвинетите и го врати предметот на почеток. Апелација тогаш ја потврди ослободителната одлука за Фросина Ташевска-Ременски, а ја ослободи Блажевска од кривичното дело измама. Боки 13 беше осуден на 9 години затвор во случајот рекет. На апелација му ја намали на 5 поради неговата здравствена состојба и тој излезе на слобода.